Поминаа безмалку 25 години од конфликтот во 2001 година, кој што донесе многу работи во Македонија. Конфликтот 2021 потоа го повлече и Охридскиот рамковен договор, па 2026 како што носи 25 годишне од овој конфликт, и со тоа со рамковниот договор решивме да направиме еден заеднички подкаст Радиомов заедно со Пропис, да се потсетиме на сите оние работи што се случува, но и да поразговараме со мојата денешна гостинка, Снежана Лупевска-Созен, која што е долгогодишна новинарка, би рекол лицето на Телма, лицето на Код, емисија една долгогодишна која што е инспирација за сите ние, помладите новинари од помладата генерација, која што влеговме се овие години во оваа интересна, динамична професија. Мило ми е тука Снежана што си кај нас. Снежана, да се вратиме она што кажав. 25 години од конфликтот 2021 година. 2001 и неформално кога почнавме подкастот, истата грешка ја направив. 25 години не е малку време. Значи, но можеш ли на почетокот малце за да дадеме некаква увертира во нашиот муабет, да ми кажеш кои се твоите први сеќавања од тоа време и во однос на генералните случувања, малце да дадеме некоја потпора на целиот муабет и што точно се случуваше тогаш, каква беше и атмосферата во Македонија во тоа време? Па да, ова поминале многу години, очигледно брзо поминуваат годините, и јас сум доста во оваа професија, чим поминале толку години. Во 2001 година не очекувавме дека ќе има конфликт, иако предходеше Косовската криза, знаете, бегалските кампови во Македонија, кризата што настана таму, и во Македонија, која што згрижи толку многу бегалци од Косово, не се очекуваше дека ќе настане меѓуетнички конфликт. Во 98 година се направи влада помеѓу ВМРО ДПМН и ДПА во тоа време, се отвори Штоловиот универзитет, да се стиша сите оние предходни студентски протести за педагошката академија за учење на македонски, на албански јазик и слично, така што таа влада во тоа време, јас од оваа перспектива можам да кажам дека беше стабилна влада и затоа не очекувавме конфликт. Меѓутоа, некако од ненадеж можам да речам, бидејќи не бевме подготвени како јавност, знаете, никој не реферираше дека постојат одредени вооружени групи на граница, ниту пак имавме некакви закани од било кој сосед начално. Она што политички беше проблем беше демаркацијата на границата со Косово, која што не беше завршена, а од друга страна се уште постоја групи на ОВК во Јужна Србија кои беа наречени УЧКМБ и сето тоа уште не беше докрај некако завршено. Јас морам да кажам дека мојата новинарска љубопитност ме натера да го откриеме тоа. Прашање како влезе во целата работа и имаше, знам дека беше твои истории беа во фокусот што беа многу важни за целиот тој атмосфера, односно за откривање на целиот тој конфликт и што се случува. Јас велам дека ако не имаш ништо тука вака да те тера да одиш да откриваш и да истражуваш, тогаш не го имаш тој вистинскиот новинарски адреналин. Јас видов еден текст во тоа време, мислам дека беше во Фокус, каде што се пишуваше дека е можно да постојат вооружени групи на северната граница кон Косово без да се лоцира каде точно тие се наоѓаат. И јас претпоставував дека тоа е некој дел од некој разузнавачки извештај, затоа што многу беше чудно дека никој не зборува за тоа, ама ете некој напишал нешто што дознал. Без да знаеме каде точно има лоцирано вакви групи, се прашувавме себе си дали да одиме кон Лојане, Кумановско, или да одиме на север кон Танушевци, или да фатиме на некоја друга страна. Па некако јас се распрашував и ми рекоа, тој дел кај Танушевци е многу шверцерски дел. Значи се шверца цигари, алкохол, се носи од Косово, се носи во Косово и затоа што е малце непристапен планински, иако таму постоеше во тоа време пункт на македонската војска, пограничен пункт, таму да се вика Кодра Фура, значи дека сепак границата има контрола и не е толку дека нема никој таму.
Така што јас и снимателот Ристо Мишев, заедно со продуцентот Нехру Хоџа, кој што имаше нов фотоапарат и сакаше да го испроба, велики, тој крај е многу убав, треба да ишто да фотографираме. Ајде да го пробаме и фотоапаратот дали ќе биде добар. Значи сосема онака ајде да видиме што има таму и дали стварно нешто има. И така ние тргнавме кон Нушевци, ако реков ако нема ништо, ќе направиме репортажа. Затоа што тоа е еден многу така живописен крај, од друга страна има малце деца во училиштето, патот не е направен, значи ќе се најдеме тема тема или може да видиме што станува со демаркацијата на границата и слично. И одејќи кон патот сретнавме и еден човек кој што тој е така планински пат кој што пеш тргнал кон селото од последниот станица кај што го ставил автобусот. Го прашавме кај оди, кажа во соседното село, па ајде добро ќе те превезаме, му кажавме ние на човекот и тој беше навистина и тој не знаеше кај оди и што го чека, за жал. Јас ова години поминале што не сум го раскажувала, но сум го раскажувала неколку пати како стигнавме во селото, одеднаш ја поминавме код Рафура некако незабележано, не сопре војската. И кога влеговме во селото, наидовме на селани кои беа дел вооружени со некое оружје, дел со секири и со пили и слично. Меѓутоа еден војник со ознаки на УЧКМБ во тоа време, УЧКМБ да објаснам, бидејќи поминало време, више беа делови од тогашната ослободителна војска на Косово, кои што делува во Јужна Србија. Меѓутоа очигледно се префрлиле и на другата страна кон Македонија и такви ознаки носеа на униформите кои што беа црни и тој не воведе со тој се качи буквално на нашиот джип, така со пушка во рака и не воведе во селото. И таму практично ги видовме вооружените луѓе на тогашното, да кажам, УЧК, кои што имаа свој комендант. Сигурно разговараше ти со нив сите, што се случи? Значи, предпоставам дека отиде и свати дека има нешто повеќе тука од затоа да се дојде. Да, дефинитивно се уверивме со своји очи дека има вооружени групи. После стана пратеник Џезер Шакири, формираше своја партија. Во тоа време млад и со пушка не праша кај одиме, што бараме ние тука. Дали некој не пратил, не? Ние веднаш сомнителни да не пратила полиција или војска. Јас кажав дека ние сме дојдени тука да кажеме дека се лоши условите за живот во овој дел од Македонија, зашто сватив дека ако се борат за нешто, се борат за подобри услови или нешто слично. И кажав дека сакаме да го снимиме патот и слично. Меѓутоа, бидејќи имавме албанец во колата, човекот ни крив ни должен веднаш го однесоа негде. И потоа слушнав дека тој човек 3 дена го држале како некој заложник, затоа што мисле дека тој и нас не натерал да дојдеме и тој бил тој јатакот што ги предал, што апсолутно беше неточно. И нас не држаа известно време во селото, ни ја земаа камерата и се што имавме електронски во нас, јас успеав некако да го скријам мобилниот телефон. И како жена новинарка, таму маце свати страф, секогаш што се случува, сигурно им минуваше у некоја система, знаеш, пак имаше новинарското, она те натера. Па, знаете како, да на овие години може и повеќе страф ќе чувствувам, бидејќи имам одговорност кон своето семејство и кон своето дете. На тие години... Колку години беше тогаш? Па, 2001 сум имала неполни, сум имала 30 на година, неполни 30. Така што тогаш имаш порив и адреналин и мислиш дека најдоброто приказна си открил, можеш да ја откриеш. И тој порив носи. Морам да признам дека како жена новинар многу помалце сум се соочувала со конфликт или со закани од типот на насилство. Може би вербално да, во денешно време, во тоа време апсолутно не. Тие од која не прашаа кај сме, што сме, зошто сме дојдени и слично, не држа известно време додека се договорат што со нас. Ни ја земаа камерата и ни рекоа да си одиме. И навистина си отидовме, нормално дека веднаш се јави во полиција и во тоа време една анекдота, Стево Пендаровски, кој стана председател, беше одговорен за аналитика во МВР и беше претходно портпарол на МВР. И нему му се јавив. Да му кажам дека се случува такво нешто, а во тоа време министерка за внатрешни работи беше покојната Доста Димовска.
да ги известам дека сме приведени. И што беше најинтересно, ни рекоа да одиме во првата станица полициска во Мирковци и влеговме и му велиме на командирот, знаете што, нас не приведоа луѓе од со униформи, пишуваше на пушките УЧК, сите имаа пушки во селото е запоседнато со такви луѓе. Тој не ни веруваше и мислеше дека се шегуваме со него и дека го лажеме. Кога му се јавија од МВР, не заклучи секој посебна соб. И јас секогаш како анегдота кажувам, повеќе не држа во полициската станица одошто горе во селото, веројатно уплашени како сме се нашли ние сега во една таква ситуација, да знаеме кој е таму, што е таму. И така, имавме долги испрашувања потоа од различни служби, да ги увериме дека ние од новинарски порив, од еден извештај прочитан, сме дошле на таа локација, сме се увериле и сме им објаснивме што видовме. За жал не можевме да снимаме затоа што камерата не беше одземена, меѓутоа се раскажавме. За подосна дури да бидам негирана од одредени полициски структури или структури од војската дека лажаме, дека не е точно. Јас тој датум нема да го заборам, тоа беше 16 февруари и другиот ден на 17 февруари почнаа престрелки меѓу полицијата и луѓето од селото, при што загина, мислам дека некој човек од таа група или од селото да загинал. Но мациката заправи Снежана ми спомна како жена новинарка кога направи некаква паралела меѓу денеска и сега, ми кажа дека тогаш, во тогашно време дури помалце закани, односно, ајде да речеме, предизвици си имала. Што значи тоа? Имаше ли некаква разлика меѓу ајде тоа што си жена новинарка и кон мажите новинари, тоа значи? Да, вака како жена новинар, особено во мешана етничка средина или таква средина, јас не можам да кажам дека сум имала проблем или насилство. Напротив, мислам дека сме се разбирале секогаш со збор. Што се однесува до машките новинари, не можам да кажам дека имале и тие некакови. Имало закани и мене ми се заканувале со пиштол, ми дојдено на маса кога сум известувала за лаборатории за дрога во одредени села. Меѓутоа, никој тоа не го направил физички. Што се однесува до насилството, некогаш е потешко да го трпиш тоа психичко. Насилство кое во тоа време немаше социјални мрежи, немаше пристап до нас. Сама со себе мора да се соочи со тоа. И со разговор со човек, ако си човек ќе се разбере со човек. Јас ми репетирали и пушки во главата. Меѓутоа, вербално, ако знаеш пристапот каков да ти биде и причувствува дека си искрен, искреноста. Значи, мора да имаш некаков пристап и тоа е искуство кое го носи годините новинарство. Сега секој може да ти пристапи на Facebook или на било која социјална мрежа, во инбокс да ти напише колку си грд, колку си жена која што не знае што зборува, колку си глупав. И по мене исто така ми се случило и по нека национална основа, бидејќи моето созем презиме е турско презиме. Значи дури и за тоа сум била навредувана. Така што многу е полезен пристапот до нас и секој може да ти пристапи да ти каже што сака. Вака кога сме биле на терен со луѓе во разни ситуации, пак ќе речам со збор ќе се разбираме и така беше цела 2001 година. Јас одев буквално на сите места што беа ризични, меѓутоа немав физичка закана. Тоа е, збориме и сега ностоп повторуваме ние некогаш новинарите сме досадни, новинарскиот интегритет, новинарскиот етика, интегритет, искреноста. Претпоставувам дека сите овие работи се многу важни. Еве сега збориме и се препаралела да ја прифаќаат помладите новинари, да знаат што е тоа, да се впуштаат у работи, ама да знаат зошто се таму, да разговараат со луѓе. И многу е битен тој физичкиот контакт, претпоставувам што го кажа, особено еве да речеме за жена новинарка која оди на терен и која што мора да се соочи со некој работи. Многу е битно да знаете кај одите, зошто одите и кој ќе може да сретнете таму. Второ, бидејќи се работи со луѓе од различни националности или обичаи. Знаете, ја не пушам, ама кога ќе ми подаде цигара или благо кафе, ќе го испиеш, не можеш да му го одзиеш и да речеш не јас ли во селото. Еве уште една анегдота од која и потоа почна војната, за несреќа имаше навистина жртви на едната и на другата страна. Јас одев на многу терени во Кумановско и во Тетовско и секаде каде што имаше се возевме со хермелини на тогашната полиција или војска за да стигнеме до таму кај што треба. Дојдоа многу странски новинари
Јас имав интервјуа од CNN, BBC до New York Times, до Фигаро, Монт, и со сите тие новинари работев на некој начин затоа што сака изврно да слушнат како се случило сето тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, сето тоа ми беше придобивка. Да отидеш во албанско село или да отидеш во село со мешани етникуми, да отидеш во македонско село и да разговараш со луѓето и да ги прашаш и да бидеш правичен и да ги опфатиш и едната и другата страна, да не судиш. Некако да успееш и од двете страни да добиеш доверба, за да можеш да ја направиш приказната. Така што мислам дека младите новинари навистина, ако се занимаваат со новинарство, треба многу да читаат. За жал сега овие генерации пристапен имаат уште поголема можност да читаат, и многу да осознаваат, да не оставаат да не знаат каде одат и зошто. Претпоставувам дека улога имаат и самите новинарски редакции по широката медиумската заедница, нели, подобро да ги поддржат, нели, новинарите, ама еве кога збориме и за жените новинарки, да им дадат стимул, например, први да одат на терен. Новинарот треба да има некој логичен пат. За жал сега со новите медиуми секој може да биде новинар, секој мисли дека е новинар. Зборам и за граѓаните, оти може да се снимаат со мобилниот телефон, може да упатат порака, може да напишат и меѓутоа тоа е опасно за вистината. Новинарот, јас почнав од скопска редакција. Значи, буквално секој ден да најдеш приказна во градот. И тоа не ти дава тема, сам да ја најдеш темата. Апсолутно, од дупка до кров, до училиштето, до комшијата што направил, Значи, буквално сето тоа. Потоа почнавме да водиме скопска програма, па потоа кога ќе го видиш прилогот на вести дека тие тоа беше. Ама апсолутно, што е важно, што важно е да знаеш како дише од внатре целата заедница, за да можеш после да ставиш дел од неа ти, за да можеш нивните да бидеш гласноговорник за нивните проблеми. Да разговараш со луѓето и до ден денеска, верувајте, значи ние имаме комуникација со луѓе кои доаѓаат во Телма, кои доаѓаат за кои доаѓаат за проблеми. Гледаме никога да, ако може да не одбиеме да разговараме, затоа што само така ќе ги дознаеш работите и ќе знаеш повеќе. Меѓутоа, да се оди на пресконференција, да се оди да се земи изјава, да се оди на брифинг, заборавија новинарите дека треба да одат наутро да испијат кафе со некој и да дознаат нешто. Не мора да значи дека тоа се луѓе од институции само, тоа се и граѓани. Значи мора да има контакт. Јас сум една друга генерација. Во едно друго време работев и сега ги користам социјалните алатки и јас максимално од Инстаграм до што може да. Меѓутоа тоа е алатка на која што јас сакам нешто да промовирам за новите генерации. Значи истото го имавме во Телма кога требаше да се прави подкаст, рековме ајде нешто за младите да направиме. Оти старата генерација гледа телевизија, ма младите се онлайн. Сега не може се онлайн да биде. Значи истражувачкото новинарство е се уште тврдам дека е преку традиционалните медиуми, затоа што се подолги формати на емисии. Можеш да ги изгледаш одложено подоцна на YouTube, ама ако сакаш да ги видиш актуелно, треба да ги видиш на телевизија. Да, зашто бара поопсежен пристапот. Кај младите знам дека ќе ги видат риловите и дека по риловите ќе знаат можеби за темата и ќе знаат нешто за темата. Меѓутоа тоа е начинот на кој што мора да функционираме денес. Претпоставувам, при крајот више да ми кажеш што пораки би им поставили особено на младите, особено на младите жени новинарки и девојки новинарки кои што влегуваат во професија, кои што друга страна можеби некаков имаат мал страв, мал грчење. Што треба да направат за да влезат во оваа професија и ако сакаат понатаму желби додати во ризични делови, да покриваат различни теми или она што е во интерес на јавност и на државата. За жал не има многу млади луѓе заинтересирани за новинарството. Оваа професија многу се обезвредни со текот на времето и не им е толку атрактивна, затоа малце се запишуваат. Меѓутоа ние одиме на универзитетите како поискусни новинари, за да им кажеме колку е интересна оваа професија, колку ти дава слобода на размислување, колку те надградува како човек и колку различни луѓе и места може да посетиш и да информираш за нив. Јас ги охрабрувам особено жените новинарки. Ако се амбициозни, знаете, ова е женска професија, новинарството, се вака извини Бојана, има повеќе жени, дури и повеќе жени уреднички, нема жени менаџерки на телевизија, јас сум некоја можеби единствена, меѓутоа може да напредуваат во кариерата
многу ќе го збогатат своето знаење. И знаете, не е работата да си звезда 1 месец, 2 месеца, 1 година и да имаш многу лајкови и рилови и да си јутјубер. Толку треба да го одржуваш и само со работа може човек да опстане во оваа професија. Јас сум 30 и кусур години новинар, 18 години го имаме код како истражувачка емисија. Код е институција, го препознаваат тоа, веројатно поработат. Значи, мора со работа да се докаже дека си добар и со објективност, секако со објективност, а таа објективност, како што рековме, ја црпиме од контактите со луѓето, од информираноста, од одењето на терен и нема полесен начин во новинарство. Ако некој мисли дека е полесно ако сними рил и ние сме сега на подкаст како една нова форма, мене ми е драго што сега помлади луѓе ќе ме гледаат, оти немам шанса на телевизија овие генерации да ме гледаат. Така што се мора да опфатиме, малце потешко бидејќи е мултимедијално, има повеќе работа, меѓутоа ова е еден таков период каде што мора да сме и на Инстаграм, и на ТикТок, некој помлад, и да направиме вака подкаст, и да направиме репортажа или истражувачко новинарство. Претпоставам, веројатно работата сега е поголема за самите редакции, затоа што факултетите го изгумија во оној примато што е моментално 3-4 новинари на двата, да речеме Штипи и Скопје факултетите, универзитетите носат секоја година, се упишуваат по 34 новинари. Веројатно одговорноста да продуцираат кадар новинарски се поголема и на самите редакции и да ги учат да пренесуваат тој генерацијски код новинарски, да го пренесуваат треба кон младите. Дефинитивно, видите, ние мора да работиме со млади луѓе и тоа ни е задача. За среќа во Телма имаме неколку млади новинари со кои што работиме. Меѓутоа, мора да ги сослушаме и нив од друга страна. Знаете, ова е судир на генерации. Мора да знаеме и тие што сакаат. Тие се многу различни од нас. Тие точно знаат што сакаат брзо да напредуваат, ние мора малце тука да ги стишаме, меѓутоа мора да ги сослушаме. Ако сакаат да прават подкаст, да им ја дајме шансата да направат подкаст. Ако сакаат да направат рил или TikTok, нешто, да направат формат за млади. Така што мислам дека тоа е двонасочна релација на слушање едни со други. Што научивме ние од конфликтот 2001 и нели потоа со пишувањето на рамковниот договор? Што мислиш, Македонија дали созреа во целиот овој проект и на крај крајва дали новинарството созреа во целиот тој, дали помогна да се реши таа целата ситуација тогаш? Што се однесува до новинарството, иако кажав дека сме во некоја можеби криза, можам да кажам дека созреавме во однос на меѓуетничките конфликти и во однос на известувањето за меѓуетничките конфликти и дека новинарите не продуцираат или барем вистинските редакции не продуцираат кризни текстови или говор на омраз. Можеби некои други да, меѓутоа овие сериозните редакции не. Она што ни го наметнуваат политичарите секогаш, ако немаме добра економија, ако има криза во државата од друг вид, да наметнат меѓуетничка криза. Па ако се сеќавате, имаше тепачки во автобуси на меѓуетничка основа, нападнати ученици пред училиштата и слично, меѓутоа јас ето тоа го сметам дека беше продуцирано од некоја друга страна. За среќа, младите веќе овие генерации се попаметни од нас и поразумни. Единствено е што зборат англиски меѓу себе, ниту едниот ниту другиот јазик не го говорат. Ете и мојот син повеќе сака да зборува на англиски, што не е добро. Меѓутоа се разбираат на еден трети јазик. Јазикот веќе не е бариера. Универзално е тоа. Што се однесува до нас во новинарството, созреавме на тој план, а меѓутоа како општество се деградиравме. Се деградиравме по многу основи, особено по основ на образование. И тука мислам дека е основниот проблем во државата, дека не се продуцира вистинско образование, луѓе кои што сакаат да останат и да дадат нешто за државата, младите кои за жал ради глобализма добро сакаат да се иселат, меѓутоа прашањето е нели секогаш како ние да ги задржиме, така што има многу поголеми предизвици од тоа време. Знаете, веќе никој не сака да протестира, за жал. Сите се некако разочарани и повторно ќе кажам, ние имаме некоја општествена одговорност новинарите и мора да покренеме некој тип на размислување во јавноста, меѓутоа за тоа ни треба поддршка и од невладините организации. Благодарам Снежана многу за гостувањето во овој подкаст. Сакувам многу успех во тоа натаму во работата и со Телма и на личен план.
Благодарам многу и чести задоволство ми беше што сум гостин во радио. Благодарам на сите што ја гледавте оваа емисија, овој подкаст, како сакат порано се вика емисија, сега сум подкасти нели сите овие работи. Верувам дека уживавте во овој разговор со Снежана Лупеска-Созан и понатаму следете ги содржињата на Радио МОВ. Благодарам, дечки.